180 судски полицајци бараат покачување од 15% на месечните примања. Ја блокираа улицата пред Министерството за правда, револтирани поради измените во Законот за судска служба, со кој платите на сите судски службеници се зголемени, само не на полицајците. Министерот за правда Тупанчевски не знаел дека со законот тие не се опфатени, па денеска им вети дека до петок ќе преговара со финансии. Со ваквиот начин на распределба на водовите кој што се врши, судската полиција се враќа на маргините на судството. Буквално остануваме на минималната плата од 18.200 денари. До сега, со истиот ранг со кој што бевме од вработените, сега ќе ни бегаат со некои 3.000-4.000 денари со плата. Верува дека ќе се најди до крајот на неделата начин и дека оваа неправда амандмански ќе биде исправена и ќе биде проблемот решен. Судската полиција се надева на брзо решение, во спротивно ќе го радикализираат протестот и ќе постават чатор пред Министерството за правда. Доколку не добијат покачување, тие остануваат на минималната плата. Судската полиција се пожали на недостаток на кадар со години, па наместо потребните 250, судовите во Македонија ги обезбедуваат само 180 полицајци. Инаку минатата недела протестираа и затворските полицајци, кои побараа државата да ги заштити. На протестот предходеше палењето на автомобилот на командирот во затворот Идризово. Вината за тоа ја префрлија кај затворениците, кај кои 2 дена предходно беа запленети 50 на мобилни телефони, ножеви, друга и оружје. Затворските полицајци побараа прием кај Тупанчевски, во спротивно се заканија со протести.